Благодарам, председателе. Денес на дневен ред имаме намалување на данокот на додадена вредност за електричната енергија од 18 на 5%. Тука би сакал да се осврнам, почитувани колеги, на неколку работи. Првата работа е самиот закон кој што е предложен до нас пратениците, во кој што се гледа дека има елементарно непознавање на состојбите, доколку видите во член 30 вели повластена даночна ставка од 5% се променува на увозот на и толку ги брои, а треба да биде на промет и увоз, бидејќи ние тука ја намалуваме даночната стапка, што навистина ме загрижува кој тоа ни го води Министерството за финансии, кое што е многу важно за функционирањето на владата. Вториот дел, во врска со законот, кој сакам да го истакнам, е во глава 3, вели дека се очекува предложените измени и дополнување на законот на данокот на додадена вредност да имаат незначителни негативни импликации врз буџетот на Република Македонија. Ајде да видиме што е тоа незначително врз буџетот на државата. Република Македонија годишно во просек троши 3,6 терават часови електрична енергија, што е некаде од прилика 3600 гигават часови електрична енергија. Доколку данокот на додадена вредност е 18% како што е сега, државата од тоа и државниот буџет инкасираат 56 милиони и 376 илјади евра. Со намалување на даночната стапка од 18 на 5%, владата, односно буџетот, ќе бидат во минус од 40 милиони и 716 илјади евра. Значи, за владата 40 милиони и 716 илјади евра се незначителна бројка во сумата. Зборуваме за истата оваа влада, која што паралелно со оваа седмица ни предлага ребаланс на буџет со 752 милиони планиран дефицит. Значи, ќе се задолжиме во старт 752 милиони евра, за нив 40 милиони евра се незначителна бројка во буџетот и затоа не треба да се чудиме сите, пред се како граѓани, а потоа и вие, како представници на мнозинството и поддржувачи на оваа влада, зошто за 3,5 години сме задолжени повеќе од 2,4 милиарди евра, а при тоа шајка не е закована во оваа држава. Тоа е затоа што за нив 40 милиони евра се незначителна бројка. Да се разбереме, ова законско решение за намалување на данокот го предложи опозицијата, за да граѓаните не доживеат ценовен шок ненајавен од страна на оваа власт. Нас ни е јасно дека владата ниту се грижела, ниту се грижи, ниту ќе се грижи за обичниот народ на Република Македонија. И заради дали струјата поскапе на 15, 20 или 30% не значи ништо, но за обичниот народ значи многу. Во оваа прилика сакам да истакнам и следново. Почитувана македонска јавност, почитувани пратеници од мнозинството, струјата не останува иста. Струјата е поскапена за 20% за една година. Лани беше повеќе од 7%, сега е повеќе од 12% или кумулативно имаме покачување на електричната енергија од повеќе од 20%. Зошто се случува тоа? Тоа се случува затоа што оној кој што ја произведува струјата, Електрари на Македонија, државна компанија, во 2017 година, пред Луј да стане премиер на оваа држава, предпријатието имало на сметка 25 милиони евра суфицит. Тоа се вишок пари. Кога ќе подмирите сите трошоци, остануваат 25 милиони евра. Сега, после 4 години, немилосрдно крадење во рек Битола, имаме загуба од скоро 17 милиони евра и дополнителна загуба од 6 милиони евра на МЕПСО. Кога ќе ги соберете сумите, се во вкупна вредност од 47 милиони евра. Значи, за овие 4 години се испумпани 47 милиони евра од Електрари на Македонија и МЕПСО, струјата покачува, а ние ја алиментираме со точно 40 милиони евра народни пари од овој буџет. Сакам да кажам дека доколку работеле домакински
Не само што немало да се откажеме од 40 милиони евра, туку ќе сме имале и 7 милиони евра суфицит во буџетот, но се надевам дека еден убав ден во ова собрание ќе има промена на власта и потоа ќе дојдат луѓе кои што се експерти во секоја област и ќе истражуваат како и што се работело и во РЕК Битола и на други места. Во интерес на времето, да знае јавноста зошто се покачува цената на струјата, има една фирма која што се вика СВ Инвест. Иста оваа фирма од ВМРО ДПМН ја обвинуваа дека работи криминално, сликаа камиони, биле на Вицето, оделе во Струмица, но тоа се перцепции, има до душа и докази луѓето, но да видиме што самот ЦТ регистар кажува. Вели дека СВ Инвест во 2016 година имала еден вработен и 290.000 евра профит. Еден вработен и скромни за нив 290.000 евра профит. Во 2019, после година и пол од режимот на Луј во оваа држава, фирмава од еден стигнала на 280 вработени и има добивка од неверојатни 25 милиони евра. Тука не завршува приказнава. Со толкава добивка во 2020 следната година фирмата ја ставаат во стечај и таа потоа должи средства на Стопанска банка, на Силјан Мицевски така натаму. И многу интересно, управителот на оваа фирма, СВ Инвест, си формира нова фирма, Ново Матрикс, значи управителот од СВ Инвест прави нова фирма Ново Матрикс и потоа Ново Матрикс од ден денеска копа за десетици милиони евра во РЕК Битола по цени кои што ги знаеме сите во јавноста. Ете за тоа се откажуваме од 40 милиони евра, ете за тоа имаме зголемен дефицит и ете за тоа предупредуваме дека како пратеници вие сте одговорни од мнозинството, вие ги држите на власт. Ако ова во РЕК Битола продолжи, а ќе продолжи, по сила на овој закон, до година ќе се покачи цената над 5% на струјата, а во 2023 над 12%. Ако продолжите вака, струјата во 2023 ќе иде на повеќе од 30% и тогаш ќе немаме ниту механизам од што да се откажеме. Додека оваа држава, додека оваа влада не се откаже од криминал, од корупција, од перење пари, од копање во реко, од трошење на милиони и милиони евра за надворешна механизација, цената на струјата ќе се покачува. Не сте способни и не можете никого да смените од власт и тоа многу ме нервира. Во поглед на фирмата која што е редовен изведувач, сакам вие пратеници, кои што сте членови на Комисија за финансирање и буџет, јавно да знаете, еве еден договор кој што е јавно симнат, договор помеѓу АД Елем, подружница РЕК Битола и Пелистер на Силјан Мицевски. Договорот е од 785 милиони 821.000 денари на 3 страни, еве го договорот. Само права обврски нема. Ниту се знае кој колку копа, ниту се знае кој до кога ќе копа, единствено што се знае е тоа дека сите средства на крај по централен регистар, тоа го зборував на комисија, немам доволно време, завршуваат во определена фирма во Струмица, која што има пријавено приход од 56 милиони евра. 56 милиони евра сите патишта во оваа држава водат во Струмица и тоа мора да запре час поскоро. Сакам да знаете и следно, како парламентарно мнозинство мора да бидете позаинтересирани за овие криминали. Бидејќи сте најодговорни за еднината на следните генерации. Бидејќи сте најодговорни колку луѓе ќе останат да живеат во Македонија, а колку ќе си отидат. Ние не можеме да ги вратиме оние кои што се веќе заминати. Тоа го правевте вие во шарена револуција. Но мора да направиме општество, правично општество за оние кои што имаат сега по 12-13 години, тие момчиња и девојчиња да ги оставиме да живеат во оваа држава. Со вакви криминали, со вакво перење пари, со дерење на народот, со нови даноци, со нови арачи, а при тоа за возврат шајка немате заковено, да знаете дека на државата не и се пишува добро, економијата ни е на многу лошо ниво и да си знаете дека сте 4 години на власт и вие сте одговорни за тоа што ќе се случува и следната година со струјата и годината после незе. Ви благодарам.